По неколку години пауза традицијата продолжува. Асоцијацијата за култура и уметност Мултеарт заедно со Телевизија Плюс организира голем велигденски хуманитарен концерт кој ќе го посветиме за нашата млада сограѓанка Александра. Покана до сите добронамерни и хумани луѓе да покажеме заедништво со подадена рака кон семејството на 21 годишната Александра Митровска, која храбро се соочува со последиците од болеста церебрална парализа. По долги години животна борба, Александра конечно има можност за неуророботска рехабилитација, можност која влева оптимизам и надеж за младата девојка. Потребни се 26.000 евра за 3-месечна терапија. За таа цел Сдруженијето Мултеарт и Телевизија Плюс во соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово на вториот ден од Великден 22 април годинава со почеток во 19 часот и 30 минути во големата сала на Центарот за култура организира велигденски хуманитарен концерт на кој ќе настапат познати музички имиња. Собраните средства ќе бидат наменети за лекувањето на Александра. Ќе имате можност да уживате во убавата македонска музика, а истовремено ќе ја покажете вашата хуманост. Нашето малку за Александра ќе значи многу. Цената на билетот е 200 денари. Ве очекуваме. Здравствената струка од Средното техничко училиште Наце Буѓони и Сдруженијето на дијабетичари од Куманово денеска во паркот кај Соколана организира акција за бесплатно мерење на шеќер во крвта и крвен притисок, а во училиштето беше одржано и предавање за болестите на очите предизвикани од дијабетесот. Активностите се организираат по повод 7 април, Светски ден на здравјето. Утре вечер ќе се одржи уште едно предавање на тема превенција на дијабетична ретинопатија од доктор Елизабета Спасиќ, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија Куманово. Како и секоја година, така и оваа година учениците од здравствена струка од ОСТУ Наце Буѓони има акција по повод 7 април, денот на здравјето, така што секоја година, нели, за да го одбележиме празникот, нашите ученици ги спремаме да мерат крвен притисок, да мерат шеќер, секако во соработка со Сдружение на дијабетичари Куманово. Оваа активност која што не е предвидена, нели, во склоп на прослава на овој ден, овие ученици ќе бидат тука во Соколанскиот парк од 11 часот, останатите ученици од 1 и 3 година имаат предавање во нашето училиште од страна на докторките кои што спремаат. Се надевам ќе имаме успешна акција за да може, нели, да превенираме доколку дојде до покачен крвен притисок и до покачен шеќер. Исто така учениците се спремни со анкетни листови за да видиме, нели, колку од нашето население имаат хипертензија, колку имаат хипергликемија. Јас се надевам времето ќе не послужи денеска и ќе може правилно да ги завршиме сите активности кои што ги има. Пораката е нови почетоци, значи оваа година се работи за смртност кај мајките, исто така учениците и тоа ќе го обработат. Имаме спремено и презентации за поосновни училишта. Се надевам нашите 9 оделенци ќе ги заинтересираме дека за да се биде една медицинска сестра, прво е хумана професија и, нели, сите активности кои што треба да проследат во текот на овој ден ќе бидат во текот на оваа недела. Јас сум Меланија, ученичка во Наце Буѓони од 4-та година здравствена струка. Секоја година со соучениците и професорките имаме акција на мерење на шеќер и на крвен притисок во Соколанскиот парк. Оваа година целта ни е здрави почетоци и иднина исполнета со надеж. Да, има доста заинтересирани луѓе и совети им даваме врз основа на резултатите кои што ќе ги добиеме од мерењето на шеќер или пак на крвен притисок. Иако е времето доста студено, гледате дека има доста интерес кај граѓаните за проверка на шеќер во крвта, затоа што очигледно дијабетесот е во пораст, посебно после коронавирусот, и ние како здружение се трудиме со нашите активности да допринесеме со овакви акции, но и со трибини и останати активности да ја подигнеме свеста за опасноста која што ја носи дијабетесот. За таа цел по тој повод утре имаме и трибина, односно работилница на тема ретинопатија и дијабетес, затоа што очите исто така се мощно осетливи при нерегулирана гликемија во крвта и по тој повод ги покануваме нашите сограѓани утре во 18:30 часот во кружната сала во комитет да дојдат да послушаат, затоа што се работи за потреба од едуцирање на луѓето за опасностите кои што ги носи дијабетес.
Директорот на јавната здравствена установа Општа болница Куманово Сашо Стушевски на сите граѓани им го честита 7 април, Светскиот ден на здравјето. Во соопштението меѓу останатото се вели: на Светскиот ден на здравјето е една добра вест, како за граѓаните, така и за нашата јавна здравствена установа. Во тек е огласот за вработување на 28 специјализанти од повеќе области. Со вработување на специјализантите ќе решиме еден дел од проблемите со кадровската екипираност на стручниот кадар. Се разбира дека со овие вработувања не ги решаваме сите потреби од недостаток на кадри во болницата, но се надевам дека во брзо време ќе имаме и вработување на среден медицински персонал заради нормално одвивање на процесот на 24-часовна здравствена заштита. На сите здравствени работници им посакувам пред се добро здравје. Барам од нив поголема посветеност и ефикасност во своето работење, бидејќи нашата единствена цел е навремена, брза и ефикасна здравствена заштита на населението. Да се обидеме сите заедно да го подобриме здравствениот систем, истакна Сашо Стушевски, директор на јавната здравствена установа Општа болница Куманово. Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово, вчера го одбележа денот на бомбардирањето на спортскиот аеродром Аџитепе во близина на Куманово, кога била нападната војската на Кралството Југославија од страна на германската авиација на 6 април 1941 година. Одбележувањето традиционално се одржува кај споменикот изграден во чест на загинатите авијатичари на улицата Никола Тесла. Пред присутните се обратија председателката на Српската заедница во Македонија Гордана Јовиć-Стојковска и амбасадорката на Република Србија во Македонија Невена Јовановиќ. Догаѓају се и данес многе чудне ствари за кои смо пред 20 година веровали да ќе престати, да ќе овај нови век донети неке промене, да ćemo, kao što tehnologija raste, dozvoliti i našoj svesti da poraste, našim emocijama. Međutim, vremena su teška, a ono što sam naučila godinama, to je sobornost, samo zajedništvo, samo poštovanje. Poštovanje sebe, poštovanje svog doma, svoje porodice i samo tako ćete moći da poštujete druge. Ako toga nemamo, onda zaista nećemo znati da poštujemo druge. Poštovanje, ljubav i sobornost su nam neophodni. Pozivam vas da budemo zajedno, koliko i da dolaze, koliko i da bude teških trenutaka pred nama. Danas se ovde sa dubokim poštovanjem klanjamo senima div junaka koji su svoje živote hrabro izgubili na nebu iznad Ađitepea 6. aprila 1941. godine u odbrani časti, slobode i svoje otadžbine. Njihova žrtva nije samo znak vojničke hrabrosti, njihova žrtva je trajni simbol slobode i večiti temelj kulture sećanja koju smo i kao država i kao celokupan srpski narod dužni da na ispravan način negujemo. Srbija se danas u vremenima regionalnih turbulencija i globalnih previranja suočava sa drugačijim, ali ništa manje ozbiljnim izazovima. U vremenima novih izazova potrebni su nam sabornost, jedinstvo, sloga i nadasve mudrost. Danas se borba za očuvanje srpskog identiteta, za naš celokupni duhovni i kulturni identitet vodi jednakom snagom, ali možda nekim drugačijim sredstvima koje se na prvo mesto zasnivaju na našem zalaganju za istinu, pravo, pravdu i pre svega u miru. Suprotstavljanje velikih heroja čijim senima se danas klanjamo brojčano i tehnološki nadmoćnijem neprijatelju. Za nas su večni podsjetnik da budemo dosledni potomci njihovi i dostojni sledbenici njihove žrtve kako ona ne bi bila uzaludna. A veliki Ivo Andrić je rekao da je istorija jednog naroda ništa drugo do njegova borba za slobodu. Sloboda nikada nije garantovana i zato je i ta borba neprestana. U toj borbi kultura sećanja zauzima važno mesto jer samo narodi koji pamte ko su nikada neće nestati. Zahvaljujem se zajednici Srba u Makedoniji što nas svake godine sabira na ovom mestu. Zahvaljujem se predstavnicima grada Kumanova na gostoprimstvu i mogućnosti da se danas na dostojanstven način poklonimo senima naših predaka u minulim vekovima koji su iza nas tako čudno isprepletanim sudbinama balkanskih naroda. Stradao je i srpski, stradao je i makedonski narod,
a večna zahvalnost našim precima je naš dug, a njihova dela zvezda vodilja za buduće generacije. Neka im je večna slava i hvala. 13 jugoslovenskih aviona zatečeni napadom poleće sa Kumrovskog aerodroma, kako reče ambasadorka, u nebo i prihvata neravnopravnu borbu sa eskadrilom od 21 nemačkog aviona. 14. avion prikrivenog hrvatskog ustaše Đel Franje namerno nije poleteo s aerodroma i uništen je na zemlji. O požrtvovanosti, epskoj borbi, pogibiji i herojstvu kumrovskih pilota tog 6. aprila 1941. godine govori podatak da je kapetan prve klase Vojislav Popović, komandant 111. lovačke eskadrile, kad je ostao bez municije, odlučio se na samoubilački čin, tako što je svojim avionom udario u neprijateljski, nakon čega su se obe letelice srušile. To je učinio i njegov saborac, poručnik Milorad Tanasić, koji je direktnim udarom svoje letelice u nemački avion uspeo da uništi još jedan Messerschmitt 110, položivši svoj život na oltar otadžbine. I opravdano istoričari postavljaju pitanje da li su prve kamikaze u Drugom svjetskom ratu bili japanski piloti ili su to bili ovi jugoslovenski piloti sa Kumrovskog aerodroma. Poštovani skupe, danas ispred ovog spomenika koji su posle rata podigli Skopski vazduhoplovni garnizon i Savez boraca iz Kumonova, a povodom 84 godine od pogibije odajemo dužnu počast poginulim pilotima Kraljevine Jugoslavije, kapetanu Konstantinu Jermakovu, Rusu po nacionalnosti, komandiru 112. eskadrile, kapetanu Vojislavu Popoviću, komandiru 111. eskadrile, poručniku Miloradu Tanasiću, poručniku Milutinu Petroviću, naredniku Jevti Arsiću, naredniku Ratomiru Milojeviću, naredniku Vereljubu Stojedinoviću, pukovniku Fredu Gradišniku, kapetanu Nikoli Ivanoviću, poručniku Đorđu Stefanoviću, poručniku Vladimiru Kiniću, naredniku Stjepanu Jurkoviću, podnaredniku Slobodanu Đorđeviću, Vasiliju Mirojeviću, podnaredniku i naredniku Živanu Jovanoviću. Ukupno je 15 poginulih sa Kumrovskog aerodroma, a 4 pilota Kraljevine Jugoslavije je bilo ranjeno. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја враќа до вербата на членството и покажува дека новото раководство ја носи партијата на победничките патеки, рече на денешната пресконференција председателот на општинската организација на СДСМ Куманово Дарко Ристовски, соопштувајќи ги резултатите од редовните внатрепартиски избори што се одржаа вчера. Единствениот кандидат Венко Филипче доби нов 4-годишен мандат. Социјалдемократскиот сојуз на голема врата се враќа во Куманово. На вчерашните внатрепартиски избори Венко Филипче освои 655 гласови, тројно повеќе од претходните избори. На централно ниво председателот освои 18.000 гласови, односно двојно повеќе од претходните избори во Социјалдемократскиот сојуз. Тоа говори дека СДСМ се враќа на победничките патеки и ја враќа до вербата на членството и покажува дека новото раководство ја носи партијата на победнички патеки. Благодарен сум на секој член кој го даде својот глас за Венко Филипче, а со тоа даде огромна подршка на новото раководство на општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз на Куманово. Како председател, заедно со својот тим, ќе го предводам СДСМ во нови победи и успеси. Граѓаните многу брзо ја разобличија и свати измамата на Франкенштајн коалицијата, ДПМН е знам, и цврсто верувам дека престојните локални избори кумановци ќе го дадат својот глас за кандидатот од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. СДСМ е повторно силна и обединета, а со силна и обединета СДСМ Македонија може да оди напред. Во текст се анкетите кои ги правиме и во однос на анкетите кои што ќе ги кажат граѓаните своето мислење, ќе знаеме кој од кандидатите ќе оди. Значи исклучително врз анкети и врз база на тоа членството кој го поддржува како кандидат, ќе искочиме за многу скоро време со нов наш кандидат кој што ќе биде победнички кандидат и ќе освои повторно власта во Куманово. Благодарам. Имаме повеќе кандидати, така што изборот е голем. Имаме за голема заинтересираност и од членовите.
така да и од самите граѓани, и мислам дека ќе го избереме најдобриот. Движењето Знам за наша Македонија во Куманово ќе има свој кандидат за градоначалник, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Во објавата пишува: Движењето Знам за наша Македонија во своето кусо постоење како политички субјект покажа и докажа дека секогаш работи транспарентно и отворено и точното информирање на јавноста му е приоритет. Движењето Знам за наша Македонија на локалните избори, како што е веќе најавено, ќе настапи со своји кандидатски листи за советници. Во однос на градоначалничките места се преговара со коалициониот партнер ВМРО ДПМН за истакнување на кандидати на Знам или на ВМРО ДПМН по одредени општини, каде поддршката од двете партии ќе ја добие кандидатот на ОНА, што ќе биде истакнат за градоначалник уште во првиот круг од изборите. Што се однесува до Куманово, Движењето Знам за наша Македонија ќе има свој кандидат за градоначалник. Партиските тела и органи во Куманово ќе одлучат кој ќе ја има честа да учествува во трката за тоа место, напиша Димитриевски. Министерството за внатрешни работи информира дека ноќеска во 1 час од пополноќ на улицата Ѓорче Петров во населба Перочичо бил приведен 45 годишен возач од Куманово со 2,34 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава за безобцирно управување со моторно возило, соопшти МВР. По четврти пат Куманово ќе биде домаќин на семинар за традиционална музика и игра под насловот Глобалното кај локалното. Семинарот е во организација на Центарот за култура Трајко Прокопиев и е поддржан од страна на Министерството за култура и туризам како проект од национален интерес, а ќе се одржи утре и на 9 април од 18 часот во фоајето и големата сала. Целта на овој проект е афирмација на традиционалната култура во функција на запознавање и доближување кај младата популација, афирмацијата на младите уметници кои што се занимаваат со истата, како и стручни усовршувања на носителите на дејноста, информира етнокореологот Денис Синадиновски од Центарот за култура. Годинава се водиме по тоа да издвоиме од традицијата одредени глобални сегменти како влијаат на локалните. Така да, например, што се однесува до етнокореологијата, односно за народните танци, народните ора, би кажал, би споменал и би споредил, односно како влијае, например, тешкото го имаме во западна Македонија, во западното игрорно подречје, тоа е општо познато во западна Македонија. Меѓутоа, ние сега сакаме на овој семинар да ги избрендираме и другите ора кои што се познати во сите игрорни подречја. Бидејќи во Македонија постојат 5 игрорни подречја и секој игрорно подречје има свој заштитен знак или свој заштитно оро. Така да, наспроти тешкото, можам да споменам дека ќе говориме за орото поступано, кој што е најкарактеристично за северното игрорно подречје. Тоа се однесува за етнокореологијата или за народните танци. Што се однесува за етнологијата, ќе говориме за празникот 40 што се одржува во градот Штип и ќе се зборува за обредот Мартинки, кој што нели е заштита под УНЕСКО. Во поглед на етномузикологијата, за инструментите за пењето, ќе се зборува за гајдата како најкарактеристичен инструмент во брсјачката етнографска целина и за тоа како да се постави еден обред, исто така ќе разговараме, како треба да се истражи еден обред и како треба да се постави регуларно на сцена, бидејќи свесни сме дека во денешно време малце се изоветепирува поставувањето на некој си обред, а што се однесува до етномузикологијата, пак да се навратам, исто така ќе говориме за групата Костурчанки, која што потикнува од Егејска Македонија и ќе разговараме повеќе, ќе се дебатира за нивното формирање, за нивното завршување како група и така натаму. Ова се однесува само за првиот ден. Што се однесува за вториот ден е дел за практиката, односно повеќе ќе се работи на сценски движења, како уметниците треба да ја доживуваат сцената и потоа се фокусираме на тие карактеристични предмети што ги спомнав. Така да од северното игрорно подречје ќе работиме ситна лиса орото и поступано, од западното игрорно подречје ќе го поставиме тешкото оро, од источното ќе поставиме копачката, исто која што е заштитена преку УНЕСКО, и од јужното игрорно подречје ќе го поставиме беранче, едно како најкарактеристичните ора на тоа подречје.